Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека нашата цел е да ве информираме околу сите оние проблеми кои што се однесуваат на вашето здравје во секојдневието. Така ќе биде и во оваа емисија, значи ќе говориме на одредена тема, за која што веќе во студиото имаме и одреден гостин, значи доктор одговорен за оваа тема, и сите оние информации кои што ќе ви ги доставиме, се надевам дека ќе бидат во ваша корис, се со цел или да превенираме или пак навреме да реагирате ако се пронајдете во некои од овие симптоми и знаци. Веднаш еве ќе ви најавам, денес одлучивме да говориме за мозочни удари, бидејќи со оглед на тоа дека е ладно, а знаеме дека крвните садови се стеснуваат на ладно време, па можеби повеќе се специфични мозочните удари некако за ладно време, за ова време, па нели малку повеќе да проговориме на оваа тема. Одговорна докторка на оваа тема е доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е специјалист невролог и ни доаѓа од Државната клиника за неврологија. Меѓутоа, подоцна малку ќе ја поздравам доктор Драгана. Предлагам само да го пуштат прилогот од режија, кој што на некој начин ни ќе најави денешната тема, па ќе се вратиме повторно во студиото. Мозочниот удар е една од најчестите причини за смрт во светот. Оваа состојба е резултат на прскање или блокирање на крвен сад во мозокот, и ако не се лекуваат, клетките во мозокот умираат. Доколку ги забележите следниве симптоми кај некој од вашите најблиски, тогаш бидете сигурни дека се работи за срцев удар. Ненадејна зашеметеност или слабост на телото, особено доколку се одрази само на едната страна. Ненадејни промени во визијата на едното или двете очи, или потешкоти при голтањето. Ненадејна остра главоболка од непозната природа. Ненадејна вртоглавица или губење рамнотежа. Ненадејна конфузија, потешкоти при зборувањето и разбирањето. Времето поминато по мозочниот удар можеби е најзначајниот фактор за тоа каква ќе биде судбината на пациентот. При недостиг на кислород на мозочните клетки, тие почнуваат да умираат во истата минута. Постојат лекови кои можат да го забрат оштетувањето на клетките, но тие мораат да бидат употребени најмногу 3 часа по настапувањето на ударот. Кога еднаш мозочното ткиво ќе се оштети, тогаш деловите од телото кои биле контролирани од тој дел на мозокот нема да работат нормално. Ова е причината зошто мозочниот удар прави долгорочни последици. Постојат два типа мозочен удар и тие се лекуваат на различни начини. КТ скенот им помага на докторите во диагностицирањето на симптомите и дали тие потекнуваат од блокиран или прокрвавен крвен сад. Исхемичниот удар е најчестиот тип на мозочен удар кој им се случува на 9 од 10 лица. Причинителот на оваа состојба е тромб кој е заглавен во крвен сад во мозокот. Тромбот може да се формира на самото место или пак да допатува со помош на крвотокот. Хеморагичниот мозочен удар е резултат на ослабување на крвниот сад и распукување на истиот. Овој тип на мозочен удар не е толку чест, но во најмногу случаи е фатален бидејќи резултира со крвавење во самиот мозок, кое многу тешко може да се запре. Најчест причинител на мозочниот удар е атеросклерозата, која представува стврднување на артериите. На внатрешните ѕидови на артериите се насобира плак направен од калциум, масти, холестерол и други супстанции, со што се намалува капацитетот на артериите и се отежнува дотокот на крвта. Овие нерамнини се совршено место за сместување на тромбовите. Оваа состојба може да резултира со исхемичен мозочен удар. Хеморагичниот удар пак најчесто е резултат на високиот крвен притисок, со што артериите се посклони на прскање. Најчестите ризик фактори за мозочен удар се високиот крвен притисок, високото ниво на холестерол, диабетесот и прекумерената тежина. Доколку преземете какви било чекори во врска со овие фактори, вие го намалувате ризикот од мозочен удар. Затоа, оставете ги цигарите, повеќе вежбајте, не претерувајте со алкохолот и храните се здраво. Секој втор смртен случај во Македонија е поради срцев или мозочен удар. Статистиката на Институтот за јавно здравје покажува дека од околу 19.000 починати лица годишно, дури кај 53%, причина се кардиоваскуларните заболувања. Експертите по јавно здравство се категорични дека државата треба да создаде услови луѓето да водат здрав живот,
па потоа да се бара да живеат здраво. Ете како што можевте и да слушнете и видите од прилогот, значи и најавив на почетокот за оние кои што подоцна се вклучуваат, ќе говориме за мозочни удари. Со мене во студиото одговорна денешна докторка е доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е специјалист невролог и ни доаѓа од Државната клиника за неврологија. Доктор Драгана, ви благодарам што одвоивте време денес да бидете дел од ваш термин. За прв пат во новата сезона и многу ми е драго. И мене ми е особено драго и задоволство секогаш кога сум гостин во вашата емисија, кога говориме за актуелни теми од областа на здравството. Така. Сега, пред да почнеме со темата, би сакала исто да ви честитам на изборот за председател на Македонското здружение на невролози. Значи, вие ќе бидете првиот човек сега на ова македонско здружение, па би сакала еве да ни кажете досега како одат работите, дали имате некои планови, можеби што сакате да ги реализирате во понатамошната работа, се со цел нели за подобра информираност и подобро здравје на луѓето кои што се соочуваат со вакви проблеми. Така, ова е стручно здружение на специјалисти невролози. Ви благодарам за честитките. Одговорноста ми е сега многу голема, со оглед дека раководам со работата на ова здружение, секако се со цел да го напредам неврологијата, колку што е можно повеќе да им помогнам на колегите да се запознаат со некои новитети што се во областа на неврологијата, да принесам нели стручни знаења од надвор, од светот и од Европа, да ги информирам и секако да информирам и дека ме чека една голема задача заедно со дел од тимот, односно со колегите од неврологија, но и други невролози, да направиме конгрес, кој што треба да го направиме есенва, во период од 1 до 4 октомври во Охрид. Така ни е планот. Каде што ќе имаме реномирани предавачи од светот, од соседството и секако од Македонија. Покрај тоа што сте доктор, сте и професор на медицинскиот факултет, сега еве и уште една обврска, па да ни кажете нешто, би сакала само околу кога станав збор нели околу здруженијето, има ли некои новини кои што се воведени веќе во клиниката за неврологија, се со цел нели навреме да се дијагностицираат невролошките заболувања и нели навреме да се реагира за да се Па да, последниве години имаме доста новини за повеќе болести. Тука би ги споменала мултипла склероза, имаме нова терапија, светска терапија што се применува во Европа и во светот, ја имаме и во Македонија. Да, веќе почнува да се користи кај пациентите. Веќе се користи, да, имаме група на пациенти, имаме специјалисти кои што работат како потесна област им е секако мултипла склероза и има одлични резултати. Имаме исто да кажем напредок последниве години и во однос на третманот на пациенти со мозочни удари, веќе рутински, како на нашата клиника, така и во другите клинички болници, вклучително и градската општа болница 8 септември. Рутински се применува терапија која што има огромна ефикасност, особено во колку се аплицира во првите часови од настанување на мозочниот удар. Последниве 2 години правиме во соработка со драги колеги од Институтот за радиологија, спроведуваме и процедура на механичка тромбектомија, која што ни дава малку поширок временски прозорец за да практично направиме отстранување на тромбот и нормално реканализација на запушениот крвен сад, каде што имаме исто одлични резултати. Така. Во однос на другите болести, горе-доле сме така, тука некаде. Се надевам дека со оваа должност или обврска или како да кажам, нели која што еве сега вие ја имате како председател, во иднина ќе се заложите се со цел нели во позитивна насока да се наоѓаат нели постручни решенија за овие невролошки проблеми, иако знаеме дека нели неврологијата е една голема гранка и навистина има повеќе видови на заболувања и поспецифични заболувања за кои што навистина третманот е многу поспецифичен и долготраен и така натаму. За еден дел или сегмент од неврологијата, денеска ќе говориме, кажав за мозочните удари. Јас така напоменав некако дека ова ладно време некако е поспецифично за мозочни удари. Дали е тоа така или можеби кажав нешто погрешно? Ајде на почеток. Премногу ладно и премногу жишко и
не знам, пролетно време, не се толку ризик колку што се варијациите во температурите. Промените. Промените, да. За жал, последниве години некако изгубивме она убава долга пролет и убава долга есен. Имаме нагли промени и наглите промени во температурата знаат да делуваат на хроничните болести, како што се најчесто хипертензијата, покачениот крвен притисок, и тие нагли варијации практично во скоковите на крвниот притисок знаат нели да ни доведат до мозочни удари. Јас секогаш велам, мозочниот удар ни е последователна болест во колку имаме неконтролирани хронични болести. Секогаш во позадината на овие болести имаме некакви болести кои што ни се провлекуваат со години. Тука се секако покачениот крвен притисок, тука е диабетот, односно шеќерната болест, тука е неконтролираната аритмија, поготово во колку не е редовно контролирана кај кардиолог и не соодветно третирана со одредени лекови. Тука се секако и други болести, како што се хематолошки болести, пулмолошки болести, потоа кај помлада популација би споменала особено кај жените, бременоста, во колку не е добро контролирана, бидејќи се повеќе имаме, како да кажам, првородки во доцна возраст. Бременоста, како самиот так на породувањето, исто постпартални компликации, вежбањето дури може да ни направи механички оштетување на големите крвни садови на вратот, значи секоја возраст си носи одредени ризици и треба нели секогаш велам добро да се превенираме колку можеме со цел да си го зачуваме здравието, односно конкретно мозокот. Знаеме дека нели кога се случува нешто, обично дали се работи за срцев или мозочен удар, мора да постојат некои симптоми. Кои се тие специфични симптоми? Знам дека постои некоја главоболка, дали мора секогаш да постои главоболка кога се работи за мозочен удар и кои други симптоми се поспецифични за оваа состојба? Така. Мозочните удари се манифестираат прилично брутално. Секој може да ги препознае, но не е секогаш така. Со оглед дека големиот, малиот мозок, мозочната стеблост имаат одредени функции, различно ќе бидат манифестирани. Главоболката може да е симптом, но не секогаш. Обично е, да кажем, пропратен симптом кај при мозочното крварење. Поретко, во колку станува збор за исхемија, односно за запушување на крвен мозочен сад. Ке ги имаме други позначајни знаци. Значи, може да биде најчесто пречки во говорот. Одеднашка, нели, некој член на нашето семејство, најчесто повозрасен, ќе приметиме дека потешко зборува, ќе се спушти едниот усен нагол. Потребно е секако тогаш во таков момент нели да ги посоветуваме и нашите слушатели да дадат одредени команди, подигни ги рацете најчесто. Па при тоа да приметиме дека едната рака не може да ја подигне, едната рака ќе ја подигне делумно, меѓутоа брзо паѓа, или едната рака ќе ја подигне, кратко ја задржува и таа почнува да тоне кон подлогата, или просто кажано фати го носот, ќе приметиме дека не може да ја направи таа едноставна команда. Најчесто пропратено со слабост на ногата, некогаш може да биде и со пречки во однос на голтањето, некогаш може да биде и со спуштање на очниот капак, пречки во видот на едното или двете очи, нестабилност во одењето, вртоглавица, пропратено со брутален акт на нагони за повраќање и повраќање. Значи, различна клиничка манифестација може да имаме во зависност од регијата која што практично ја обскрбува крвниот сад кој што ни е оштетен. Запушен или руптуриран прснат. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме на тема мозочни удари, за сите оние кои што не следат, значи знаете, отворена контактна емисија сме. Можете да се јавите, да се вклучите во нашиот разговор, да поставите некое прашање за ова за кое што ние денес говориме, и секако доктор Драгана е тука да нели да ви даде одговор или насоки во решавање на некој ваш проблем. Доктор Драгана, споменавте во однос на тоа каде ќе се јави мозочниот удар. Која е поделбата според што се делат мозочните удари, дали постојат повеќе видови на мозочни удари? Па генерално можеме да ги поделиме првично во две големи групи и према оваа поделба практично ќе ја одбереме адекватната терапија која што е комплетно различна.
односно на исхемични и на хеморагични мозочни удари. Исхемични мозочни удари настануваат како резултат на запушување на некој крвен сат или крвна жила која што исхранува одредена територија од мозокот. Така. И тие се многу повеќе застапени, тие не се практично и најчестите пациенти со мозочни удари, некаде процентуално застапени со 85%, додека пак многу помал процент се пациенти со мозочно крварење, некаде околу 15%, и практично како главна причина е најчесто прскање на крвниот сад во услови на покачен, инцидентно, ексцесивно, нагло покачен крвен притисок, или пак како резултат на аневризмално проширување на крвниот сад. Тоа се двете главни поделби. И нормално тоа го диагностицираме ние како доктори невролози со користење на компјутеризирана томографија на мозокот. Зошто мораме веднаш да го диагностицираме за да ја дадеме адекватната терапија. Кога некој ќе има такви симптоми, веднаш практикувате компјутерска томографија? Апсолутно индицирано да се направи со цел или да видите што направиме диагностика и да ја дадеме адекватната терапија. Тоа веќе го имаме насекаде низ Македонија, некои региони не се покриени, меѓутоа нели со користење на амбулантни возила се прават практично диагностика на овие пациенти. Колку време е потребно во такви случаи да се направи компјутерска томографија? Брзо ли се реагира? Што е можно побрзо е подобро, согласно водичите за третман на мозочни удари, што е можно побрзо. Зошто е битно брзо? За да одбереме и адекватен третман. Воколку пациентот ни е дојден во првите сати, првите 4,5 часа од настанувањето на мозочниот удар, имаме можност да аплицираме терапија со која што ќе го разбиеме згрушокот. И практично ќе направиме реканализација на крвниот сад, и тоа го постигнуваме кај најголем број од пациентите, и пациентот нели брзо ќе се опорави и нема да има инвалидност. Воколку не успееме доволно да ја завршиме таа работа со оваа терапија, интравенски се аплицира, инаку лекот едноставно се аплицира. Во тој случај се преминува кон втората процедура, тоа е механичка тромбектомија, која што се изведува од страна на неврорадиолози. Практично се влегува со еден специјален катетер, со една жичка која што има умча на крајот, така едноставно кажано, и со низе практично се опфаќа згрушокот и се вади и се извлекува од крвниот сад и се постигнува реканализација. Нешто што нели би можело воколку нели пациентот не дојде во тој временски прозорец, се преминува кон класичната терапија практично за третман на вториот проблем што ни се јавува кај мозочните удари, а тоа е формирањето на отокот околу јадрото на некроза, практично на оштетено нервно ткиво. Тогаш веќе проблемот е поголем? Тогаш е поголем проблемот, опоравувањето е многу подолго и после тоа следува оперативен запад, нешто или што? Воколку има индикација секако, но не се брза во тие услови. Кога веќе имаме такво оштетено ткиво, не брзаме со интервенција, но ако секако имаме значително стеснување на крвните садови, како што е например на каротидата, каротис комунис или каротис интерна, тоа се решава секако со поставување на стентови или пак со ендартеректомија, односно со отварање на крвниот сад и чистење на атеросклеротичната плака која што се формирала. Тоа е, да кажам, третманот е мултидисциплинарен. Тоа е веќе во домен на третман од страна на васкуларните хирурзи и од страна на кардиолозите, интервентни. Сега кажавме за симптомите, дури стигнавме нели и до третманот, меѓутоа не споменавме кои се причините. Меѓутоа, додека вие говоревте, можеби на почетокот кажавте дека или позади секој мозочен удар стојат повеќе, како да кажам, комплексни заболувања. Меѓутоа, ајде уште еднаш да повториме кои се причините за појавата. Ние пред да почнеме емисијата така се разговаравме во студио и јас се прашав дали е од истата причина што се случува со срцето и со мозокот. Дали атеросклерозата е таа која што влијае и на мозокот, точно ли е така? Најголем број пациенти, главната причина е формирањето на атеросклеротичната плака, која што најчесто се формира на големите крвни садови.
Секако борбата, превенцијата ни е тука. Годините си го прават своето. Како старееме, нормално да сме склони кон формирање на атеросклеротични плаки на крвните садови, генерализирано, вклучително и на големите крвни садови кои што го исхрануваат мозокот. Како би ја насочиле борбата? Секако првично, нели, тоа се пациенти кои што имаат хронични болести, најчесто тоа се пациенти кои што се лекуваат од покачен крвен притисок, најчесто пациенти кои што забораваат да одат на контроли, се пијат со години лекови, лековите практично изгубиле ефикасноста и како е воопшто да не го пијат, нели? Ако повеќе од 3 години, 4 години, 5 години се случува пациенти да пијат еден исти лек, тој практично е неефикасен во однос на контролирањето на крвниот притисок. Јас секогаш велам најсериозна болест ни е шеќерната болест. Таа навистина многу сериозно ги тивокубиец, буквално на нашите крвни садови. Тие страдаат и тука малку потешко ни оди и превенцијата, односно штитењето од развојот на одредени болести, вклучително и мозочниот удар. Иако последниве децении, да кажем, имаме големи евидентни порасти во однос на подобрувањето на терапијата, па и свеста кај пациентите. Порано некако беа скептици, не го прифаќаат тоа пенкало, инсулинот им доаѓаше како нешто бомбастично, страшно. Меѓутоа сега гледам некако го прифаќаат фактот дека треба да се буцкаат и на тој начин прават добра контрола на шеќерот во крвта, нели? Атриалната фибрилација би ја споменала, односно неправилниот ритам на работа на срцето. Ова е исто болест која што може да доведе до појава на мозочни удари. Овие се веќе друг тип на мозочни удари, кардиоемболични, кога парчиња згрушоци патуваат од срцето директно ке заглават во некој крвен сад на мозокот. И тоа е болест која што треба бара сериозно следење од страна на кардиолозите, но и од страна на трансфузиолозите. Во колку се прима одредена терапија која што практично ја разредува крвта и не дозволува формирање на тие тромби. И тука последниве години имаме голем помак во однос на терапијата. Порано добро познатиот синдром по Шема, сега веќе имаме нова генерација на лекови, ноаци, кои што не бараат едномесечно контролирање, да кажем, на Институт за трансфузиологија, едноставно се дозираат, нема шема, меѓутоа се приватни. За жал не се на позитивна листа, си уште и финансиски многу ги товарат пациентите. И сега кога станува збор, да напоменеме само за атеросклерозата, дали само ако се случува, нели, оние покачувања на референтните вредности на триглицеридите, холестеролот, дали само тогаш треба ние, како да кажем, да се загрижиме, па да отидеме да се исконтролираме во однос на нашите крвни садови, дали имаме некој таков проблем, или пак може и да не бидат покачани овие вредности, а повторно да се случи, нели, наталажување на тие масни наслаги во крвните садови. Постои ли некој правило? Јас билам во медицината 2 и 2 не е 4, нели, генерално. Тоа се најчесто пациенти кај кои што имаме покачени масноти. Триглицеридите можеби не ни се толку битни колку што ни се LDL фракцијата на маснотиите во крвта, и тие треба сериозно да се сватат и сериозно да се третираат. Што е проблем кај пациентите? Кога ќе им се каже дека мора да ги пијат лековите за масноти, антилипемична терапија, првото прашање е дали секогаш ќе треба да ги пијам. Обично е да, особено во колку станува... И кога ќе имаат нормална вредност? Да, тогаш треба да се намали дозата. Само дозата се намалува? Се намалува. Дозата како доза, да кажем, на превенција, особено во колку се работи за високо ризични пациенти, кај кои што сме нашле некакви почетни или пак посериозни запушувања на крвните садови. Тука е апсолутно индицирана терапијата со овие лекови. Значи, нема шега со покачените триглицериди, да ги информираме нашите гледачи, ако веќе имаат некој ваков проблем околу овие параметри, треба да се терапија и да се контролира, нели? Некогаш се даваат во почетокот повисоки дози, тие дози потоа ги намалуваме, ако е само, како да кажам, малку покачена вредноста на холестеролот, тогаш тоа не е страшно, може
малку Па може, да, може со храна диети, да се, со режим на исхрана, може да се нормализира, но ако најдеме треба да се стеснување проведе, на крвните садови што го хранат мозокот, дури и да се нормални вредностите на треба да се маснотиите, консумираат даваме ваков тип на терапија. Таа ни помага практично да не да се се исчистат крвните садови. да не се налепуваат дополнителни Так. налепи од сега, друг момент ми е, бидејќи кога станува збор за мозочните удари, секогаш велите тие се по-специфични кај возрастните. Меѓутоа, да ве прашам, бидејќи вие нели сте на клиниката, нели дежурни и дежурате и примате итни случаи пациенти, третирате и лекувате. Каква е сега возраста? Значи, можеме да слушнеме и по медиумите дека се повеќе и млади луѓе добиваат мозочни удари. Ајде да кажеме по возрастните, можеби нели со текот на годините од оние други заболувања и други ризик фактори, па некако зошто кај помлади? Точно, за формирање на атеросклеротични промени на крвните садови потребна ни е возраст. Така. Тоа нема да се формира од денес за утре, треба години да изминат за да се формираат такви промени на крвните садови. Но она што го гледаме особено нели на нокните смени, но секако и во текот на денската работа е прилично Кој бил најмладиот пациент еве? Па јас лично сум имала пред многу години 18 годишна пациентка со неоткриена отвор со шантирање на чистата и валканата крв во срцето. Тоа беше многу млада пациентка со голем мозочен удар. Она добро се опорави, во добра здравствена кондиција е. Нели, фамилиарна жена сега, тогаш девојче беше. Но тоа е, да кажеме, од поритките случаи. Сега во последниве години, да, границата ни е прилично поместена. Не гледаме многу возрастни пациенти. Гледаме секако, меѓутоа гледаме се помлади пациенти. Најверојатно, тоа е моje лично мислење, меѓутоа и по студиите што ги читаме, стилот на живот. Значи не се води правилен стил на живот. Работата е стресна. Храната е неквалитетна, значи во недостиг на време не се готви дома. Се свидува исхрана брза, исхрана со многу масноти, праженици и така натаму. Сето тоа апсолутно допринесува да имаме неквалитетен начин на исхрана. Се заборава да се вежба, се помлади луѓе имаме гојазни, значи дебели особи, пушење неконтролирано, обично нели кога стресот си повлекува и одредени пороци, најчесто е тоа пушењето или конзумирање на алкохол, не спиењето. И јас никогаш не велам дека човек треба да се приспива. Треба да се го одржува во време кога е за спиење. Кога е за спиење, во колку може, во колку не работи тоа време, нели? Но да го постојано да биде истиот период. Нека биде од 2 до 8 или нека биде, тоа не е баш да го препорачам, нели? Меѓутоа нека биде нека биде од 6 до 8 часа, меѓутоа секој ден истиот период. Дури и преспивањето и тоа не е добро, да. Или помалку сон, неквалитетен сон, обично стресните луѓе имаат неквалитетен сон, се будат постојано во текот на ноќта, се зимаат нели дополнителни лекови, суплементи со цел да се постигне сон, меѓутоа тој секвестрира нисецкан сон, не е сон, не е квалитетен сон. Така. Значи, велите дека причината за појавата кај помладите имаме, за жал, 30 на години пациенти, 40 годишни пациенти, границата е прилично поместена. И жените би ги споминала, пошто да кажам, дали повеќе кај жените или кај мажите застапена и зошто е тоа така? Кампања, за малку поголема некако и за срцевите заболувања ми се чини дека жените исто се многу работиме. Зошто токму се кај нас? Да, на товар носиме. Ние го водиме семејството, нели? И сме мајки. Најверојатно е така, да. И сме мајки, и сме сопруги, и сме деловни жени, а сето тоа е нели стрес. Стрес и товар, да. И позитивниот стрес е стрес некогаш. Така е. Жените, да, имаме поголема инциденца последниот период кај жени. Дури по статистиката со поголема смртност во однос на мажите. Така. Да. Кај помлади жени. Не беше порано поинаку? Беше поинаку, да. Ми се чини дека кога сме говореле поодамна, некако беше поспецифично за мозочните удари да се припишуваат дека се повеќе кај мажите. Они се статистички почесто кај мажите, меѓутоа пофатални се ако се јават кај жените. Да. Фаталноста и честотата на смртност е почеста кај жените.
Сакав да напоменам, она што го гледаме исто последниве години е во однос на честотата на појава на мозочни удари кај премени жени, при породување и постпартално. Што е причината за тоа? Причината прво е што Кажавте вие дека можеби е тоа што малку некако се поместуваат границите и за да се стапи во брак, па и за да се донесе дете на свет, некако се пролонгира и некако жените мораат во подоцнежните години да го остварат потомството, мајчинството. Тоа ли е? И мајчинството најчесто не е на нормален начин. Да. Него тука нели треба да биде потпомогнато од медицински тим. Так. За жал, во последно време на вистина премногу има неплодноста е застапена, дури и кај млади девојки, за кои што порано многу ретко нели било случај, и тоа е еден плюс фактор со она, како да кажам, вештачко оплодување. Па да, тука бара нели тоа повлекува третман со одредени хормонски лекови. Тоа може да направи дополнителен проблем. Иако докторите што ги водат овие пременности, да кажам, се доста сериозни, со сериозен пристап, и они мултидисциплинарно ги водат овие пациентки со редовни контроли кај доктори трансфузиолози, каде што се следи густината на крвта. Значи, во овие услови, обично кај овие пациентки имаме зголемена густина на крвта, која што секако е ризик за настанување на мозочни удари. Најчесто, не велам секогаш, се венски тромбози, кои што исто така може да дадат сериозни невролошки испади, па да не кажам и да се витално загрозувачки. Сте имале такви случаи кај вас? Имале, да. Не е така ретка работа. Обично во текот компликации, во текот на самото породување може да се јават, меѓутоа и постпартално. Знаат мајките некако кои ќе ги земат децата во своите раце да заборават дека докторот им рекол да се исконтролираат на трансфузиолог, да не ја примат соодветната терапија која што ќе им ја разреди крвта, и тука најчесто ги гледаме после породување како компликации мозочните удари. Кога веќе нели ќе се случи еден ваков проблем, знаеме дека потоа процесот на опоравување и на заздравување е малку подолг, бара многу време, трпение. Колку време е потребно, еве да кажеме, вие кажавте ако се дојде на време, може и да се спречи нели тромбот да направи проблем со апликација на терапијата, ако дојде нели во период од 4 часа. Тие пациенти можеме да кажеме дека имаат само мало некој оштетување. Што се случува, ајде да кажеме за тие, што за како оди опарувањето за тие оштетувањето тргнало да биде големо. Компликациите така. Тргнало да биде големо. Нас ни е борбата да спасиме што е можно поголема територија да ни се оштети. Така. Што ни е целта? Ние не сме го измислиле ова, нели имаме помудри глави во светот. Така. И тие направиле калкулација. Мозочните удари се за жал водечка болест во однос на инвалидноста во светот. Меѓутоа ќе задржите мислата, мислам дека имаме гледач да го слушнеме, па ќе објасниме. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Ја сака да праша, пија посема лекови, некна ми течешат се плашев од носот крв, 2-3 сата ми течеше. Сега, дали тоа е супер ми е тоа, си пија лекови посема, доктор вика супер си, и бев во Сакате да прашате од што ви било проблемот со крвта? Так, колку време ви течеше крв од носот? И јас се плашев да не добија мозочен удар али на срцето, си пија редовно посемата. Така. Притисокот дали го измеривте? Дали би бил висок притисокот? И таму ми мере е 130-180, нема притисок. Аспирин дали зимате во терапија? Аспирин дали користите? Не, само посема си пија, аспирин и не зема. Посема, добро, пак е тоа антикоагулантна Да, терапија. може да е тоа? Може Да. да. Значи може да ви е од терапијата што ја примате за проблемот. Посема. Да. Посема. Да, треба редовно да ја контролирате шемата. Па затоа ме прати од ургентен центар
додека не појда кај мојот лекар да не пија и без кај него сега ми намали само 2 пати по половинче, се по 4 пија сега. Точно, значи сте добила пореметување во однос на крвта или очигледно малку поголеми дози сте примали и заради тоа се јавило тоа. Но сега е коригирано, значи треба навреме да се прават контролите, како што ќе ви биде назначено од страна на трансфузиолог. Па беше, он ми намали само по 4 Ки се намали, така. Добро. И нема да се повтори. 4 да пија и по 3 месеци ќе доеш после веќе. Така. Добро. Ама додека не појдов горе на седмица во војна, да ми го запред тоа како дупче тече се крв во носот од едната носалка. Добро, сега немате причина за грижа, ете штом ви ја намалиле Тоа не терапијата, е мозочен удар, само е нисакан ефект од неадекватно третман со А и лекови. за ова да праша, се извинува, син ми му нашле 4,2 на... Да, значи за маснотиите. Зборевме за маснотиите и претходно дека мора да се прима терапија за да се намалат. На систематски беше на прегледи и му нашле таке колестеролот не, ама триглицерини качени. И сега беше зема, не му давај додека не поедна главен на ова на пулмологија, не му давај, него на приватно му дале некој да пие. Добро, сепак ако има покачени триглицериди, говоревме и претходно ќе мора да се прима таблетарна терапија, нели, се со цел да не дојде до некои вакви последици. Сега на приватна база му дале некој, али се добри тие не знам. Со оглед на тоа дека немам уште многу време, ќе морам тука да ве прекинам. Да, ви благодариме што ете се јавивте. Нема причина за вас да се грижите штом сте средиле терапијата. Се надевам за останатото ќе се исконсултирате и со нели оние доктори кои што ви се матични специјалисти. Доктор Драгана, немам уште многу време, негде околу 4-5 минути, некако би сакале да заокружиме. Третманот е долготраен, само накусо да посочиме. Да, тоа сакав да посочам дека е болест која што е водечка во однос на инвалидноста, затоа и стремењето ни е нели да имаме што е можно помалку инвалиди после прележување на мозочен удар. Затоа и се стремиме нели што е можно максимално да на ниво на цела Македонија колку може да се покрие нели. А мислам дека може ако адекватно се разработат одредени мрежи на дистрибуција и транспорт на пациенти. Значи првично е давањето на тромболитична терапија, да се разбие интравенски тромбот, воколку тоа не е во можност, по тој случај оперативно, интервентно, отстранување на згрушокот со примена на таа механичка тромбектомија. И нешто што е најважно да напоменеме, дека оние симптоми за кои што говоревте на почетокот, ако се почувствува било каков симптом, веднаш да се реагира, да се повика брза помош, има оператори кои што ќе ги упатат практично фамилијата како да постапат и што понатака да допрегледаат, нели, и како да реагираат во моментот додека да дојде екипата од брза помош. Генерално симптоми се пречки во говорот, слабост во раката и ногата, дури со неможност да се подигне, да оди пациентот, понекогаш пропратено со трнење од истата страна на телото, не секогаш, некогаш може да биде брутална вртоглавица со нестабилно одење, со занесување, туркање во едната страна, пропратено со нагони за повраќање и повраќање. Еве, значи било кој од овие симптоми ако забележите кај некои ваши блиски, веднаш да се реагира за да не нели поминат оние 4 часа каде што може нели додатно нешто да се искомплицира. Многу да се стори, да. Значи советот за препораките за превенцијата е значи да се ако се има покачани параметрите на триглицериди, значи тука да се реагира, да не се остава така случајно. Ништо не е побитно од нашето здравје. Превенцијата не кошта толку многу колку што кошта потоа нашето лекување и ангажирањето на целата фамилија околу нас. Значи да се води сепак сметка. Многу треба да се води сметка. Значи здрав начин на исхрана, спортување колку што се може, кај повозрастните секако го препорачувам пешачењето со зголемување на трасата на движење,
користењето на лекови, промената на лекови на време и нели што е можно повеќе да се избегнуваат ризик факторите, одредени навики и стресот кој што ни е прилично битен последниве децении. Доктор Драгана, ви благодарам за денес. Се надевам дека сето она што го кажавме ќе биде од корист на нашите гледачи, се со цел нели навреме да изреагираат ако ги почувствуваат овие симптоми, а секако соработката со вас останува и со клиниката за неврологија, пак во некое следно издание за некоја друга тема. Ви благодарам уште. Ви благодарам исто на поканата, на мое големо задоволство. Почитувани гледачи, тука ќе ви се заблагодарам јас за вашето внимание. Само на крај да ги поздравам оние мои помагатели на емисијата Ваш термин, значи Бутикот Forever 19, фризерскиот салон Hair Dena Eve и Fit1 центарот. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижите се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.